Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за хирургија на шака. Колку оваа процедура е комплексна. Скината тетива, нерви и сеченици се само дел од повредите, за кои треба брзо да се реагира и навреме да се побара лекарска помош. А зошто тоа е важно, ќе ни каже мојата денешна гостика, асистент доктор Гордана Георгиева, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Доктор Георгиева, добро дојдовте во Добриот доктор. Добар ден и ве благодарам на поканата. Можеби за многумина ќе изгледа дека не е толку важно кој ќе речеме повреда на шака, меѓутоа што опфаќа хирургијата на шака и колку всушност може да биде комплексна оваа процедура? Хирургијата на шака е доста комплексна гранка. Ја работиме ние као пластични хирурзи. Дел од хирургијата на шака спаѓа и под неврохирургија, кога се работи за компресивни синдроми на нерви, меѓутоа и под ортопедија. Постои еден дел од елективна хирургија на шака кој што вклучува повеќе состојби и болести, меѓутоа она што е позахтевно се всушност повредите на шака. Кај повредите на шака настануваат повреди на тетиви, артерии, нерви, фрактури на коски, на зглобови, така да опфаќа еден доста комплексен третман. Колку е поголема повредата, толку опфаќа реконструкција на сите овие структури. Еве споменавте, значи кои се повредите поради кои пациентите доаѓаат на вашата клиника. Колку и сечениците може да бидат сериозни? Некој ќе помисли малку си секов. На рака не е ништо, ќе помине, меѓутоа дали навистина е така? Повредите може да бидат и многу мали, кога може да биде повредена и само кожната покривка, може да бидат и многу комплицирани. Да биде зафатен само еден прст, да биде зафатена дланката, а доколку се наоѓа на ниво на рачниот зглоб, може да бидат зафатени и повеќе структури. Меѓутоа, секогаш треба да внимаваме, затоа што и многу мала повреда, обично при невнимателно... такви случаи? Да, при невнимателно ракување со нож, пример да имаме една мала раничка помала од 5 мм, а сепак да имаме повредено и тетива, и крвен сад, и нерви. Така да не треба да се занемаруваат таквиот тип на повреди, бидејќи секако влијаат на функционалноста на шаката. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Кога зборуваме за повреди, еве како човек да препозна, односно да знае дека можеби има скината тетива на шаката? Обично кога станува збор за отворена повреда, имаме рана, тие најчесто и крварат, се разбира колку е поголема повредата, најбитен во прв момент е и да немаме голема крвозагуба. Од тоа што ќе биде повредено зависи колку пациентот може да ја движи шаката. Од тоа ќе може да претпостави доколку настанува збори за некоја поголема повреда, бидејќи може да имаме искршеница, меѓутоа може да имаме повреда и на тетива. Со тоа неговите движења во шаката ќе бидат доста ограничени. Се разбира доколку станува збор за некоја повреда која што е на ниво на рачниот зглоб и бидат повредени и поголемите нерви, ќе бидат исто така ограничени движењата во шаката. Во секој случај треба да се јави најпрво во најблиското место каде што ќе му се пружа помош за навремено да биде препознаена таа повреда. И сега кога велите, може да има ограничени движења, меѓутоа пак ќе се вратам на она што нели сите си го зборуваме, ќе ми помине, сега се удрив, ќе ми помине ден-два, меѓутоа колку тоа одолговлекување понатаму може да биде и како последица, односно да остане со такви инвалидност на самата шака. Да, најчесто се превидуваат повредите баш кога се работи за некоја помала посекотина, обично при ракување дома, може да биде дури и затворена повреда, да биде удар од топка при некое спортување, кога ќе биде скината, односно пукната тетивата. И обично пациентите сметаат дека тоа е како резултат на повредата во првите неколку денови, тоа ќе се повлече. Меѓутоа, тој деформитет и неможност за придвижување на прстот, негово свиткување или исправање, укажува на тоа дека имаме повреда на тетива, а исто така не толку ретко и некоја скршеница, бидејќи имаме тука многу мали ковчиња на прстите кои што исто така се повреди што треба да се санира. Значи може да заклучиме дека времето е клучен фактор кога станува збор нели за успешна реконструкција на било каква повреда на шака. Секако, побрза реакција значи подобра реконструкција на повредените елементи и побрзо опоравување. Така. Пред да продолжиме, доктор Георгиева, веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте. Ало, добар ден, доктор. Добар ден. Ја користам оваа прилика да го честитам утрешниот празник на сите македонци во Македонија и надвор од Македонија. Со
со желби за многу ľубов и сплотеност меѓу македонецот и многу здрави македонци. Значи, помалку да се јавуваме во емисиите да бидеме здрави, меѓутоа времето си го дава своето. Докторке, би сакала да ве прашам. Јас поодамна од 2015 година имам проблем со шаката, со десната шака. Станува збор за десниот палец, има тиставо зглобот во палецот, меѓутоа потоа, значи, ми се фати скроз палецот и почна да ми се фаќаат и другите показалецот и средниот прст. Детска и докторка Синоличка повеќе години се лекува таму, мислам, дури примат Геровитал Х3 од Романија морав да ги набавувам сето тоа, бидејќи не можев никако да држам ни пенкало, ниту ништо. Инаку имам доста, мислам, ортопедски заболувања, вкочането, сето тоа. Бев на физикална терапија оваа година, значи 30 дена. По физикалната терапија, значи бидејќи кога правев физикална терапија баш на зглобот на прстот на палецот, ми се јави воспаление на тетивата. Значи не можев никакво ниту да го свиткувам прстот, ниту да го исправам. И докторот ми рече дека ќе мора да одам на ортопед со цел да се снима, за да се изврши хируршка интервенција. Меѓутоа, дали тогаш од самата терапија, тоа воспаление, значи после неколку, 1-3 недели после правењето на физикалната терапија, јас почувствувам дека веќе можам да го движам прстот, да го свиткувам и не е таа болка, значи интензивна болка која што нон-стоп ми беше, значи. Инаку морам да пијам те таблети против болки и тоа. Инаку, мислам сега со шаката можам нешто да дофатам, да фатам, меѓутоа ми се случува стално паѓање на предмети, бидејќи стисокот не ми е доволен. Меѓутоа ме загрижува нешто друго, за тоа што кај мене има многу голем проблем со нервите и ми се јавува укоченост на карличниот нерв, на кричмата имам дископатија и дискохернија. Тоа, значи, отрпнатоста оди до малите прсти, се враќа во коленото, се враќа назад и на, мислам, на нервот, на вратната кичма, сето тоа, мислам, трпнење. Тоа би сакала ваш одговор. Јас ви благодарам многу за јавањето. Колку се ова што го кажа нашата гледачка е навистина во делот само на ортопедија или може... Тоа е моментот што го спомнав, дека некојаш не се потребни повеќе дисциплини да бидат вклучени во третманот. Тоа што се пожали пациентката, од тоа што можев да го разберам, кај нејзе може да станува збор и за различни типови на состојби на шаката. Моментот на трнење на првите 3 прста на шаката укажуваат на една компресија на нервус медијанус, што не е на шаката, односно во прилог на карпал тунел синдром. Тоа што се пожели дека има болки во вратот, исто може да укажува дека стеснувањето, односно болката која што се јавува, може да потекнува и од вратниот трбет. Многу често се случува и кај пациентите да го имаат тој еден така наречен дабл краш синдром, односно да има стеснување и на вратниот трбет, да има стеснување и на ниво на рачниот глоб, што може оперативно да се третира. Другата работа, пак што ја спомна, со вкоченувањето и болката во прстот, најверојатно станувало збор за некое воспалување на тетивата. И сега и тоа е моментот. Кога имаме воспалување, во прв момент ние имобилизација, односно одмарање на раката, меѓутоа во момент кога имаме вкоченување на прстите, пак повеќе ни оди во прилог дека ни треба физикална терапија. Така да потребно е тие неколку работи да се измерат кој третман во кој момент е потребен. Така, во секој случај треба повторно да се консултира со специјалистот каде што оди на контроли. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да питам докторката, пред 10 години палецот... Да, ве слушаме, повелете. Сакам да питам докторката, пред 10 години палецот на левата рака ми беше скината тетивата. Го оперисав во Охрид, ама сега назад не можам да го враќам, го движам палецот, ама не се враќа скроз како порано, кога ми беше неоперисана раката. Дали има шанса поново да се оперира тоа
да функционира убаво. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Тоа е исто нешто што ќе треба клинички да го видиме, да го провериме. Моментот што го кажавме и на почетокот дека ни е побитно побрза реакција при третманот на тетиви за да би добиеле некој идеален резултат во третманот. Другиот момент е што на шаката, рече секој прст имаме по две тетиви што ни го движат. Едните се за виткање на прстите, едните ни се за исправање на прстите. Во зависност од тоа и која тетива била повредена на палецот, повеќе ќе можам да знам дали е нешто што можеме да го коригираме или можеби станува збор ипак за некој задоволителен наод. Она што го споменавте колку е важна и физикалната, односно рехабилитацијата после операција. Така, затоа што после повреда, примерно пациентите кои што имаат повреда на тетива носат имобилизација одреден временски период, се разбира од зависност од докторот кој што прави интервенцијата. Имаме механизми кога имаме порано раздвижување на тетивите или имаме кога се носи подолго време таква ортоза или имобилизација. Меѓутоа, после тој еден период кога очекуваме дека тетивата ни е заздравена, сите пациенти е пожелно да се јават на физикална терапија за да може да се врати комплетната функција. Значи во секој случај нашиот гледач, мислам дека спомена Охрид, треба повторно да се обрати да види која тетива и дали може уште една интервенција. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до студиото и до докторката. Ви благодарим. Вака, се работи за десната рака, до малиот прст на десната рака, пошто работата ми повеќе со пишување, на некој 50 или некоја година сетив дека ми се кочи тој прст при стиската, при пишувањето, држењето на моливот. Меѓутоа, почна полека да не можам да го вратам назад. Али покушавав така со некои вежби. Сега во овие години, 70 години, веќе почна да ми се кочи и при сам стисок на нешто останува така, залепен. Ојдов на лекар, ми направи операција и беше компликацијата голема, нешто ми натече раката, дали не беше успешна, не е битно. Мислам дека после тоа малку се поправи. Сега почнува после една година почнува пак. Значи, кога ќе земам да отварам нешто, да стиснам нешто, останува прстот така со болка, со многу голема болка. Со масажа, самата, повеќе не ојдов на лекар, со масажа успеав да го вратам. Меѓутоа со болката беше многу голема. И денеска исто така ми се прави. Значи, еве, после една година, 2, 3, дали смеам на овие години 70 некој да правам пак операција или сто масажи да поминам. И друго уште едно сакав да прашам докторката, дали можам да прашам нешто за ногата? Пошто ортопедија, ја спомнавте, сакав да кажам, да прашам дали имам повреда на петата, значи доле, петната коска, една како кончет удрена пета и имам проблем и со одењето. Дали може тука нешто да ми посочи докторката или да се бара нешто друго? Да, ви благодарам многу за јавувањето. Еве повторно, дали повторна операција е неопходна или не ова, да тргнеме со шаката. Значи вака, според тоа што го кажа пациентката, колку што разбрав пред неколку години интервенцијата, по она што е оперирано, значи најверојатно или станувало збор за trigger finger, односно тоа е кога прстот при движење се закочува и потоа пациентите треба сами да можат да го вратат назад. И се прави закочување. Другата причина која може да е поради состојбава е дипитренова контрактура, кога имаме задебелување на кожата заедно со тоа едно фиброзно ткиво, површната фасција на прстите, кој што исто се третира на различни начини, меѓу кои едно од тие е да се отстрани тоа задебелување. И сега таа компликација што се јавила, реално, после секоја хируршка интервенција може да имаме и инфекција, и воспалување, и болка. Во зависност од тоа какви се симптомите, ќе зависи и клиничката слика, ќе зависи дали таа интервенција може да се повтори. И беше дилемата дали на возраст над 70 години се препорачува? Секако. Обично за овој тип на интервенции не се ни користи целосна анестезија, значи одиме или со локална анестезија, има еден посебен тип валант анестезија, или евентуално по потреба
блок анестезија, така да многу ретко имаме контраиндикација за да не се изврши една процедура. Пациентката слободно може да се јави на нашата клиника, да го направиме тој преглед, да видиме зашто конкретно се работи. Многу често знае, обично кога имало после некое воспалување, тие структури овде да се слепат на тој начин и повторно, пример, нервчето со тетивата и да има потреба. А за второто прашање, ипак е по ортопедско, мислам дека... Така, да. Тоа секако со ортопед треба да се консултира. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, поздрав до вас и до докторката. Ви благодарим. Јас се јавувам за колено. Значи, паднав по скалата, пред тоа ми беше оперисано, ама тоа уште малка дете. И паднав по скалата и тука, до кавадарте се, да кажем, дека кога ме снимаат, значи ми оттече коленото, кога ме снимаа, не ми кажа дека само истегнат легамент. И ја не можев да одев, значи болки, имавме препишавчиња, ништо, значи летото го поминав и пак можев да одев. И мораше да барам нели болница некаден за да видам што ќе кажат други доктори. Во Охридот и до мене не ми се нафанаа за операција, била ризична. Од тука во Скопје препорачаак еден доктор, не е важно кој е, и се нафана докторот да ме опериса. И сега ми ставија вештачко колено. Значи било сето содробено тоа унатре. Ставија и легаментот бил скинат, а тука у квадрат ми било, мене не ми кажаа. Ми викат истегнат. Така, јас... Сега Јас ќе мора да ве прекинам, бидејќи мојата гостинка од пластична и реконструктивна хирургија сепак не би можела да се меша во дејноста на ортопеди и травматолози, меѓутоа нареднава недела ќе имаме ние гостин од таа област, ортопед, травматолог, па доколку сакате може повторно да се јавите, тоа сепак станува збор за искинат лигамент на нога, што не е секако во нејзин домен. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме, повелете. Ве слушаме, повелете. Ало, ве молам. Во програма сте, повелете. Двете шаки на раце. Двете раце. Добро. Да, ме болат, а прстите ми се укочуваат. Направив снимање РТГ направив на рацете и се вика спондилоза и на вратната кичма спондилоза, а на РТГ на двете шаки е плиартроза. Што да правам со тие? И сега ми се стека рацете, не можам ни да работам, да зафатам нешто, ми паѓа од раце. Така да ве разбравме, ова артроза, колку што слушнав, колку е... Не дека повеќе тоа за оперативен зафат, меѓутоа кај пациентот освен тој рентген што го направил, добро е да биде прегледан од страна на ревматолог, да се испитаат и реума фактори, да се види лабораториски состојбата, затоа што тоа вкоченување обично на прстите е нешто што може да се третира. Доколку на крај има некоја промена поврзана со зглобните површини или евентуално тетивите, нешто би може да не остане само на рентген снимката, туку малку подетелни испитувања за да може секако да дојде до подобрување на состојбата. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Прашање имам до докторката Ѓорѓиевска. Поздрав до неа и исто до водителката. Ви благодарим. Јас имам проблем со шаката, значи на десната рака, до показалецот тој прст, кога ќе сакам да го свиткам, а за да го исправам, значи немам болка, ама како робот, значи тешко се исправува.
И на шаката оддоле имам некои се тетиви, подигнати тетиви ли се, не знам што е тоа, како сиви. Оддоле на шаката. Значи, до показалица тој прс. И сега некак непријатно да не можеш слободно да си го движиш прстот. И сега немам болка, ама непријатно е. Непријатно. Така. Да, баш по тоа што го каже пациентката, мислам дека станува збор за trigger finger. Тоа е една помала интервенција која се прави, се ослободува тетивата за да може. Обично пациентите се жалат на почетокот како симптоматологија, како едно штракање на прстот. Значи, осеќаат еден клик при виткање на прстот и исправање, се додека не дојде до една состојба која после виткање мора сами со другата рака да го исправат прстот. Меѓутоа се прави како хируршка интервенција, не е некој проблем за тоа да може да се реши. Пред да вклучиме други гледачи, бидејќи слушнавме многу симптоми од гледачите кои што не се јавија, на кој начин се поставува дијагноза кај повреда на шака? Што е она што вас ви е неопходно да го имате како документација? За повредите на шака во принцип најбитно е анамнезата од пациентот и како и клиничкиот преглед. Односно секогаш кога пациентот доаѓа со некоја повреда, не е битно на кој начин настанала повредата. Многу често тие ракуваат, бидејќи се повреди кои што случуваат или на работно место, или во ракување дома, па дури и во кујна. Зависи дали настанало од некоја брусалка, циркулар, дали настанало некоја компресивна машина, односно да имаме како нагмечување, смачкување на раката, меѓутоа се случува да биде од нож, од блендер, може да биде од скршено стак. Тоа уште од старт ни укажува на каков тип на повреда би требало да очекуваме. Понатака следи тој еден клинички преглед, кај кој што преку испитување на движењата на шаката можеме да утврдиме дали има повреда на тетива, дали некојаш фрактурата исто може да се види, односно скршеницата на коската, како и доколку има повреда на некој нерв. Како дополнително испитување при таквите идните случаи, обично секогаш започнуваме со една нативна РТГ графија на шаката, кај која што ќе може да утврдиме, да заклучиме дали има повреда и на коскените структури. Така да во тој еден итен момент, ова ни се основните работи, обично се сосема доволни. А доколку тие испледување не можеме комплетно секогаш да заклучиме, се разбира, одиме на операција и правиме експлорација за конкретно да ги утврдиме повредите. Сега кога зборувате, нели, какви се повреди може да настанат, претпоставам дека можеби едни од потешките ви се кога со петарди, добро, сега немаме во последните години, меѓутоа имало кога со петарди може да се остане без прсти на рака или некоја машина во некоја фабрика да исече прсти на работник, колку е тоа важно веднаш да се реагира и дали може да се врати некој од тие прсти? Во зависност од механизмот на која е настаната повредата, секогаш повредата на шака е различна. Ниту една не личи на друга. Кога имаме такви повреди од петарди, за кои ептен сме благодарни како резултат на тие кампањи што ги спроведува нашата клиника, дека бројот е сосема намален, меѓутоа тоа се експлозивни повреди кај кои што оштетувањата на ткивата се доста големи. Односно, оштетување имаме и на кожните покривки, како и некои неправилни повреди. Пример, за разлика од повреда со секира, кога тие се едни чисти рани добиваме на некој начин, овде имаме елементи кои што можеби и не може да се реконструираат. Се разбира, све што можеме правиме во прв момент, меѓутоа многу често овој тип на повреди, како што се експлозивните, бараат решавање и во втор и трет акт. И да не забораваме дека сите повреди настанати со машини, со петарди, секогаш ги сметаме за загадени рани. Односно, кај нив исто ни е битно во првите неколку денови и да не настане инфекција што би го отежнало третманот кај пациентот. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ајде во програма. Повелете, ве слушаме. Да. Ало? Да, повелете, во програма сте. Јас сум Рутева Симка, ја поздравам докторката од Струмица што направеше операција, докторка Гордана Ѓорѓиева. Да, и многу сум благодарна, задоволна и успешна операција и се најубаво за неа, убав ден. Да. Јас ви благодарам многу за јавањето. Ево ваша пациентка од Струмица. Да. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Повелете, во програма сте.
Добро, кога ќе имаме гледачи ќе ни кажат како, доктор Георгиева, всушност изгледа една реконструктивна операција на шака кога имаме искинат нерв или пак искината тетива? Во зависност од тоа која структура е повредена, одиме со некој редослед на поправање. Стриктно за повреда на тетиви, во зависност од тоа дали станува збор за флексорна тетива, односно тоа се тетивите што ни помагаат да ја собереме шаката, или екстензорна тетива, за да ги исправиме прстите, имаме и различни хируршки техники. Исто така, тоа е различно во зависност од која зона е повредата, односно ние медицински ги делиме во повеќе зони шаката и на кое место ја чекуваме таа повреда, според тоа ја користиме таа техника за реконструкција на тетивата. Некојаш дури кога е потребно, пример, да фали еден дел од тетивата, бидејќи тие се многу неправилни повреди, особено кога се со некои машини, дури земаме тетива од другата рака од некој од мускулите, за да може да се направи таа реконструкција. Додека повредите на нервите, исто. Што се однесува за кога се работи некаде под истон, односно на некој од прстите, тогаш може да направиме и директна неурорафија, меѓутоа колку е погоре, односно повисока повредата, ако не е некој од нервите што не се во рачниот зглоб, таа поправка на нерв во прв момент секогаш не е подобра отколку да го направиме тоа како одложено. При што за реконструкција на нерви ни бараат и употреба на многу потенки кончења, со употреба на лупи, па понекогаш и микроскоп. Знам дека не е нели добро да кажеме што е поважно или потешко, и нервот и тетивата си имаат своја улога нели во шаката, меѓутоа која ви е позахтевно еве, дали кога треба скината тетива или нерв да се оперира? Многу често кај овие повреди имаме целосна комбинација од повредите и всушност го правиме по одреден редослед. Пример, доколку имаме скршеница, прво правиме остеосинтеза, односно решавање на скршеницата, дали со плочка, дали само ќе биде потребна гипсена имобилизација, дали поставување на некоја игла. Понатака одиме со поправање на повредените тетиви, па имаме и репарација на нервите. Пак ја кажем, зависи од нивото на кое е повредена и состојбата на повредените, бидејќи не секогаш, пример за разлика од повреда со нож или со секира, кај што имаме правилна повреда, кај сите овие други машини тоа може да биде многу неправилна и да имаме дури и дефекти на повредените елементи. Так. Слушнавме и од гледачи што се јавија, нели била правена интервенција, па сега дали треба повторна. Кога ќе направите нели реконструктивна хирургија, еве при скината тетива или нерв, дали после неколку години повторно може да дојде до тој проблем, доколку нели пак ја повредат на истото место шакат? Сме имале многу случаи кај пациенти кои што работат и всушност да дојдат повторно со повреда на тетива, повторно со исеченица на истата тетива. Нормално таа реконструкција секогаш е многу позахтевна и потешка отколку кога била примарниот пат. Така да имаме пациенти со кои дури редовно се среќаваме на неколку години, баш поради таа нивна професија и занимање. Се разбира, секоја наредна интервенција, кога веќе е на нешто што е работено, да, бара повеќе внимание, компликациите може да бидат поголеми, меѓутоа резултатот исто така не може да биде толку добар доколку тоа се направи во неколку пати, да. И сега споменавме на почетокот, меѓутоа повторно да нагласиме, значи хируршката интервенција ќе помине успешно, секако што треба. Кој ќе ја напушти пациентот клиниката, колку ги почитува и колку е важно, значи, да се продолжи со физикална терапија? Физикалната терапија е нешто што секогаш следи после хирургија на шака, без разлика дали станува збор за елективна хирургија или кај итните случаи, бидејќи они се на почетокот се во една фаза на имобилизација, кога дури им кажуваме дека не е добро да веднаш да започнат со движење, меѓутоа понатака ги упатуваме на физикална терапија која што мора да ја направат и мора да соработуваат. И дури ние го користиме тоа со пациентите дека до сега направивме ние, сега веќе до некаде зависи и од пациентите, односно од нивната соработка. Имаме група на пациенти кои што се плашливи, па тој дел од раздвижувањето ни оди побавно, меѓутоа бидејќи нашиот работлив народ, имаме една група што не можеме да ги убедиме дека треба да внимаваат, особено на кревањето, тежина веднаш после интервенција со оперираната рака. Колку време треба да останат после нели хируршката интервенција во клиника?
Зависи. Доколку станува збор едноставна повреда само на тетива или на некоја почиста повреда, може да биде лекувањето и ден-два. Меѓутоа, кога станува збор за некоја поголема повреда, особено доколку сме правеле анастомози на крвни садови, тогаш тоа бара подолготрајно останување во болница. И сега, за компликации. Какви компликации може да настанат при хирушка интервенција или при третман на такви повреди на шака? Споменавме петардите, меѓутоа кои ќе се исечат делови од шаката при ракување со машини, и какви компликации може да настанат доколку навреме не се побара лекарска помош? Најпрво, кога настанува самата повреда на шака, да не заборавиме дека има кога кај пациентите веднаш се прави отстранување на дел од тоа ткивот, односно доаѓаат пациенти со ампутирани делови од прсти, па и со цели прсти. Така да кај нив третманот исто така е малку се одложува. Додека кај пациентите кои што веднаш правиме интервенција, нивното оправување може да оди добро доколку не настане инфекција и да имаме подобар резултат. Додека кога повредата не е препознаена на време или доколку пример не била реализирана доволно физикална терапија, секоја интервенција е потешка за разлика од таа кога би се направила веднаш кога ќе настане повредата, бидејќи настанува фиброза, односно слепување на елементите, за погрешно зараснување и на скршеница, и тогаш функционалноста на шаката дефинитивно се намалува. Бидејќи сме на самиот крај, еве за крај она што можеби и најчесто го правиме како повреда на шака, па и сите во домаќинството, кога нели малку ќе се исечеме со нож или ќе се изгребеме, кога да знаеме дека таа исеченица не е сериозна и навистина можеме да се ја истретираме во домашни услови, а кога веќе да се посомневаме дека нешто не е како што треба? Секоја исеченица на која што пациентот ќе забележи дека не може да изведе некое движење правилно, потребно е да се јави на лекар, затоа што стварно е дури кога имаме многу мала исеченица, помало од сантим, може да има повредено повеќе структури и подобро е доколку тие се решат на време. Особено е карактеристично пример при повреда на флексорните тетиви, односно тие се што може да ги собереме прстите, тука се присутни две тетиви и многу често може да биде повредена само едната. И тогаш се прави најголемиот пропуст, бидејќи некое движење пациентот може да го направи, меѓутоа некој не. И најдобро е да направи споредба со двете раце за да провери дали ги прави истите движења. Меѓутоа, секогаш кога не е сигурен, треба да се јави на лекар за да може тоа навремено. Меѓутоа не треба да се крива, предпоставам, паника истиот ден кога ќе настане нели исеченица, дека веднаш нешто ќе ни стане со. Не, доволно е во наредните неколку денови тоа истото да биде завршено, мислам. Не е дека мора да биде направено во првите неколку часа. Така. Доктор Георгиева, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што ве објаснивме некои работи што може не ни биле толку познати, меѓутоа еве како да се грижиме за нашата шака која што е неопходна за било какво работење и кога да се побара лекарска помош за нели да имаме успешна хирушка интервенција. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.